Се поголем број јавни предпријатија во државата имаат проблем како да продолжат со работа и да ги сервисираат обврските кон граѓаните. Многу бргу ќе застанат и оние кои сега како така работат, бидејќи струјата им ги троши парите. Голем број предпријатија се во тешка состојба поради неможноста да ги платат доспеаните обврски за електрична енергија и во некој од нив веќе дојде до исклучување, со што директно се загрозува давањето на услугите. Потврдуваат од Сдруженијето даватели на комунални услуги. Комуналните предпријатија веќе пресметале дека до почетокот на зимата поголемиот дел од нив ќе треба да го потрошат целиот буџет само за да ги платат сметките за струја. Со оглед на најновите покачувања на цената по киловат час, посебно сега во зимските периоди, јавните предпријатија сите во Македонија, па и јавното предпријатие ИСР, ќе се соочат со уште поголеми сметки од тие што ги имавме претходно, односно над 60% од буџетот на јавното предпријатие би одел за сметки за струја. Ке значи оттежната работа и трупање на долгови, со што би се довело во прашање функционирањето нормално на јавните предпријатија ширум Македонија. Најпогодени од зголемените трошоци за електрична енергија, велат од Атком, се јавните комунални предпријатија кои имаат голем број пумпни станици. Ја прочистуваат суровата вода, вршат препомпување на отпадни води и кај сите кои ги прочистуваат отпадните води. Поради оваа состојба, Сдруженијето Атком неодамна побара од владата да ја разгледа можноста јавно-комуналните предпријатија да почнат да се снабдуваат со електрична енергија од ЕСМ по исти тарифи како и котларниците, топлинските станици, училиштата и сите други институции што се во повластена тарифа. Како модел за субвенционирање на струјата во јавните комунални предпријатија во овој контекст, Конфедерацијата на слободни синдикати денеска посочи примери од соседството Бугарија, Србија и Грција, според кои поголем дел од државниот буџет оди за оваа намена. Гледаме модели од соседството, значи имаме модели од соседството, од Србија, Бугарија, Грција, каде што големи количини од парите од буџетот се субвенционираат и бизнис секторот и јавното комунални предпријатија се со цел да се помогне и да не се изгубат работните места, но и да може индустријата да биде поконкурентна, бизнисот да биде поконкурентен на пазарот.